она што следува во продолжение, вие веќе добро знаете дека по вестите следуваат разговори овде во студиото. Слободанка и незиниот гостин се веќе до мене, во десниот агол од студиото. Господинот Сашко Митев, добро ви утро. Ке разговарате, Слободанка, за промоција на албум, така? Насловен како Корени, изворни песни и ора. Да. Повелете, предпоставам дека малку и ке свирите, така? Да. Па кога е тука кавалот, неизбежно е да уживаме во неговите звуци. Благодарам, Мирена. Повелете. Добро утро, Сашко, и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов и драго ми е што ќе имаме можност да позборуваме за нешто што ќе се случи убаво, и тоа во понеделник, како што ме потсети, 7 април, Благовец, така? На убав ден, една убава промоција. Ќе стигнеме ние до промоцијата затоа што ќе имаме време до тогаш да зборуваме, меѓутоа јас би сакала да кажам дека ти си еден од ретките, сега се поретки, меѓутоа фала Богу и што ве има, нели? Љубители на она што е наше традиционално македонско, меѓутоа велам реткост затоа што сме на повеќе страни, не сме само фокусирани во едниот дел, дали е тоа играорна група, дали е тоа македонска песна, дали е тоа танец, каде што сме и вработени во националната установа танец, ансамбло танец и така натаму да не набројувам, што значи дека Македонија толку многу ја сакаме што ја носиме во срце и во душа, така. Па добро, еве, како што кажавте, на 7 април ќе се случи тоа што ќе се случи. Еден проект кој што така го имав замислено, можеби малку подолг период. Го успеав да го реализирам во крајот сега на 2024 година, па сакав да направам една промоција, да ги испромовирам тие 9 numeri кои што се поместени на тоа CD. Инаку, да, како што кажате, се трудам да како теоретскиот дел, така и практичниот да го вклучам во самата практика кај мене и колку што е можно повеќе македонската песна и македонското оро да се заштити, да го ставиме во наследство, да снимиме, да направиме, да напишеме некој... Да остане, така, да остане печат. Трајно забележано во македонската историја. И сите оние спотови кои што досега еве сме имале можност да ги погледнеме од тебе, таму се опфаќа она што е наше убаво македонско, традиционално, така, нашиот фолклор, нашата убава македонска традиција. Еве и на самиот албум имаме стара куќа со оние нашите ткаинини черги кои што може камерата да забележи, кои што ги имаме. Да, ова е Корени во мојата рака што го држам во моментот албумот. Се надевам дека оваа камера ќе го забележи малку повеќе. Еве сега во овој момент, за да видат гледачите за што зборуваме поконкретно. Да. Тука имаме, како што кажавме, 9 песни. Мара шета во градина, писмо дојде од Солу на града. Тоа се наши македонски песни, поточно за какви станува? Да, тоа се изворни песни кои што сум успеал да ги снимам на терен низ годините како студент и како магистрант. И сакав некако да направам аранжман, меѓутоа пак во изворна форма, аранжман кај што ќе биде застапена, се знае, формата на изворните традиционални песни. Од овие 9 numeri, практично 8 се изворни песни и едно... Од кои краеви на Македонија? Па, значи, така некако ги поделив. Мешано? Да, мешано. Имам 2 или поточно 3 песни од Пиринскиот дел на Македонија, имаме 2 егејски, останатото е од Македонија кај што живееме. Гледав да го зафатам целиот етнички предел на Македонија. На Македонија. Да. Малку мешани разговор ќе имаме. Ти си член на националниот ансамбл танец, таму веќе колку години обстојуваме и како што? Па, јас сум во танец веќе вкупно 25 години. Машала, се вели. Да. Нека се множат годините. Цели 25 години сум дел од ансамблот танец.
Таму сум вработен во оркестарот на ансамбл танец и Кавал, кавал гајда. свирам, да. И така на традиционални инструменти. Наши македонски. Почнав како самиот почеток ми беше во пеачката група на ансамбл танец, уште далечната 2000 година и така. Сега, знам дека за овие 20 години имаш доживеано многу настапи надвор од нашата земја, по многу земји каде што ја представуваме Македонија во најубавото светло веќе за танец, што да се каже. Кога ќе споменеме танец, се кажува и вие сте нашите амбасадори кои што представуваат македонската култура. Ајде само, еве, за потазе, ке кажам така, да се изразам впечаток од онаму каде што сте настапувале и публиката колку била воодушевена. Па добро, еве, последна турнеја нас не беше на балканска турнеја, кај што имавме концерт низ бившите ју републики, имавме концерт во Црна Гора, во Словенија, во Крањ, поточно во... Изминатата година, така? Да, така. И практично тоа бе секој пат кога одиме во тие има прекрасно имаме прекрасен пречек и во Хрватска, во Загреб, во Лисински имавме каде што беше преполна салата. Браво. Така да кога ќе се каже танец, аплаузи кога ќе се каже танец, посебно и во Хрватска, па и во Србија и во Словенија имаше доста и македонци, меѓутоа и доста и словени кои што така, да. Воодушевувате секаде. Да, сакат да присуствуваат, сакат да го видат ансамбл танец, сакат да ги видат тие кореографии кои што им останале на ниво во сеќавање, да. Само им ја освежуваме меморијата колку ние имаме една голема традиција, убава наша. Несомнено е дека има премногу публика и дека има голем интерес, нормално доколку тоа се почитувачи на нашата традиција, секоја чест, браво. Доколку сето тоа биде добро изрекламирано и нема Но и кажавме кога ќе се слушне танец, тогаш веќе нели се знае што е она што ние можеме да го погледнеме и да уживаме секогаш од вас, па и оние кои што се големи љубители на нашето традиционално македонско и солзи на очите можете кај некој така да. Сигурно сте го забележали и тоа во публиката, нели? Предпоставувам, да. Кавалот, јас многу го сакам како инструмент, затоа што дава толку еден прекрасен и специфичен звук. Еден од најспецифичните за мене од нашите македонски традиционални инструменти, покрај и останатите. Меѓутоа, еве, јас си кажувам за мене, затоа што кога ќе се слушна, ја разнежнува, ја гали душата. Има милозвучен звук, точно. Милозвучен, да. Кавалот е... Се надевам дека Сашко ова утро ќе може барем ништо да слушнеме со кавалот. За крај ќе слушнеме целата композиција од албумот, да. Меѓутоа, еве сега ќе ни отсвириш барем некој дел. Добро, еве, да, ќе отсвирам еден дел од Орното горно селска игра. Ајде да слушнеме како сето тоа ќе звучи. Тоа ќе бидат изведени 4 номери на промоцијата на албумот, меѓу кои што последно ќе биде и ова инструментално, само чисто инструментално. Ајде да слушнеме. Секоја чест, да, како што кажав, да, тоа се оние звуци на кавалот. Ме интересира сега како е да пообјасниме замислена промоцијата на албумот Корени, која што е самиот нели наслов кажува. Така, да, уште за нашите изворни песни од Македонија. За материјалот на албумот. Таму имаме, како што кажав, поместено 9 номери, од кои што 2 се чисто акапела, 2 се чисто инструментални, останатите 5 се вокално-инструментални, мешани од пеење и свирење. На промоцијата имам чест да ќе ми биде промотор мојата колешка драга Велика Стојкова Серафимовска, етномузиколог, докажан доктор во својата област.
каде што има често да каже дел збор два за... Да, најдобро ке знае, познавајќи ги песните. И слушна и песните. И од каде потекнуваат и така натаму. И ќе изведеме со мои колеги од танец и надвор од танец дел од 4 номери од албумот. После тоа ќе се почестиме со едно коктелче и тоа е тоа. Ќе биде убаво сите љубители на македонската наша изворна убава песна да биде дел од оваа промоција. Каде ќе се одржи само уште еднаш да споменеме и да кажеме? Промоцијата ќе се одржи во музејот на македонската борба за самостојност во 19 часот понеделник на Ден Благовец, благовештение. Да, убав празник. Сега можеби некој ќе треба да слави, меѓутоа еве од 19 часот до 20 така да после отворена покана за сите. Отворена покана за сите. Карти не се наплаќаат. Секој е добре дојден, кој милува, кој сака да слушне убава македонска изворна традиционална песна, нека повели. Убаво од твоја страна, Сашко. Како што кажав, да, ти си љубител на се што она што е наше убаво македонско, како што е песната, како што се инструментите, како што се нашите традиционални игри и ора, со оглед на тоа дека имавте и едно време играорна група. Да, имавме неговме центар за едукација на македонски. Што значи дека љубовта сакаме да ја пренесуваме и на нашите помладите, идни генерации. Сега ме интересира како што ти си ја имал љубовта кон она што е се наше убаво корените, да кажеме, за нашите корени и дали инструменти, дали ора, дали што и да е наше убаво македонско. Тука гледам, дури се истражуваат и каде може да се најдат овие старите македонски куќи, везените черги кои што ги има носиите и така натаму. Од кога се роди љубовта па кај тебе токму за ова што сме се определиле во животот, еве како едно подсетување за гледачите? Па добро, уште на мој... Семејството ли го пренесува традиционално или... Не мора да значи. Татко ми свири на... Ева, тоа е тоа. Да, корените се носат од таму. И уште како мал изразив желба за свирење на народни песни и ора, па така почнав во нижото музичко во Струмица на хармоника да свирам. Имав 7 години. Колку инструменти владееме? Па, добро, сега, знаете како музичар мора да се снаоѓа во секоја област и секој инструмент кој ќе го фатиш ти, кога ја имаш клавиатурата во глава, кога имаш музика, не е тешко да се снајдеш на секој инструмент. Нормално сега да биде тоа сроден. За хармоника е клаверски инструмент. Тоа е клаверот го свирев и во после клавир во раце. Да, и во средно и на факултет, така да хармоника умеам да се снајдам, не така виртуозски, без разлика, меѓутоа имаме познавање. Имам познавање, нормално. Јас кажав, секој музичар дипломиран кој што завршил мора хармонијата и мелодијата да му биде во глава. Музиката ја носиме во себе. Да носи во себе. И секако да споменеме дека исто имаш. Кога ќе се определиш на еден инструмент, тоа ќе го владееш како што треба. Другите, да, свириме, меѓутоа не така добро. Умееме само да ги владееме. Да, меѓутоа, како што кажавме, сме се определиле за еден инструмент кој што многу добро го владееме. Но секако, Сашко, ќе потсетиме дека ти си имаш и своји видеоспотови, изданија и така натаму, ти си со песната. Така, да. Ние сме и во таа бранша, како естраден уметник, да кажам, со македонски песни, кои што исто изобилуваат со наша македонска, мора да има обележје на она што е наше македонско, со убави играорки во позадина и така натаму. Меѓутоа, ова утро ќе имаме можност здравје за следен пат кога ќе се реализира нешто ново од македонска песна, да погледнеме видеоиздание такво, но сега јас би сакала тука во студиото со Кавало да слушнеме една од номерите кои што ги имаме тука во Корени, па да уживаме сите петок вака малку да се опуштиме. Песната Раде, Бело Раде, иначе да нагласам дека таа песна потекнува од Пиринскиот крај, потечно од селото Љубовка, таму имам снимено. Тоа е едно прекрасно село на Пирин планина. Ајде да пуштат од режија, за да слушаме тука во студиото, но и исто така во меѓувреме со Кавало. Раде, Бело Раде, кој ти зошти
Браво, прекрасно, навистина. И еве, овие се интересни наши македонски песни со мощно интересен текст. Знаеме ли од кога датира, еве конкретно за ова што сега гледачите го слушнаа? Па сега искрено да бидам, меѓутоа многу години сигурно. Многу години е стара песна која што ја имам слушнато на баба. Така. Така, и сега ја имав потребата и сакав да биде ставена песната на носач на звук, да остане, затоа што можеби јас имам снимано на диктафон на лента. Можеби ако не се снимало тогаш во тој момент и може и ќе била заборавена песната. Браво, секоја чест. Да, така да еве, на некој начин. Од кој крај кажавме? Таа е пиринска песна. Пиринска песна, меѓутоа тоа е македонска песна. Македонска, да. Во овој момент еве од оние поновите, да кажам, наши македонски песни, што е она како што би можел да го отсвириш во овој момент, или некоја наша позната, или пак можеби и твоја од овие песни кои што ги знаеме, што како видеоспотче и слично. Со оглед на тоа дека јас си го сакам звукот на кавалот, па сега сакал или не ќе. Да отсвирам нешто, да. Да отсвириш нешто и за крај пред нашиот. Па добро е, може на езгија да отсвирам на одлично, да. Или со Јано Мори, од Кирил Манчевски, познатата песна. Секоја чест и многу благодарам, Сашко. Да, вие сте чуварите на нашата македонска убава традиција. Посакувам, се разбира, уште многу успеси понатаму, успешна промоција. И за крај само кажете, да им кажеме на гледачите сите оние кои што сакаат овој албум да си го имаат корени во својот дом и што сакаат овие вака стари наши македонски песни да ги имаат. Добро, албумот е промотивно издание, го нема на продажните места, меѓутоа еве, доколку дојдат на промоцијата ќе добијат и тоа е бесплатно. Одлично, да. Не во продажба пуштено, така, промотивен материјал. Благодарам што не почести со звуците на кавалот. Албумот да кажам дека е покровителство од Министерство за култура и туризам. Секоја чест. Па и така и треба да биде, нели? Да се поддржува она што нас не означува како македонци, нели? Сето она што ние си го носиме во себе и на ваков начин да го истакнеме. Благодарам уште еднаш и што не почести со звуците на кавалот, како што кажав, ја гали душата, па сигурно сум дека и на многу гледачи ова утро тоа им го сторивме. Се надевам дека е така, а ние во продолжение благодарам, па се гледаме и во следна можност и прилика. Да се видиме во следна прилика, па еве се надевам дека во иднина ќе направиме некој видеозапис од овие 9 номери, па ќе дојдеме пак. И затоа ќе ви бидеш повторно гостин, да.